Македонско радио. Радио Македонија. Радио Македонија. Глас од татковината. Тука сме. Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Македонија, во ова наша емисија Глас од татковината. Со посебна чест и особено задоволство, вашиот водител Милош Цветковски разговара со почитуваниот господин професор доктор Ѓорѓи Филипов, дипломат, предприемач и деловен човек, заштитник на интелектуалната собственост. Со господинот Филипов разговараме за патентното застапништво за интелектуалната и за индустриската собственост, за пронаоѓаштвото и за техничките унапредувања за функцијата амбасадор. Професорот Филипов е стручњак за проценка и управување со интелектуалната собственост, преговарање и исклучување на договори, лиценци, трансфер на ноу-хау, технологии, патентни спорови поврзани со машинството, обработката на податоците, информатика, автоматика, електроника. Многу работи. Господине Филипов, добре ни дојдовте во етерот на Македонското радио, Радио Македонија. Тоа е сателитски програмски сервис наменето за нашето иселеништво. Како се чувствувате во нашето студио? Убаво, добро. Не сум бил одамна во студио. Сите изјави сум ги дал од надвор, сега ми е драго што сум конечно дома и можеме тука понашки да си поразговараме. Ете, ние новинарите од една тема на друга тема и се обидуваме да бидеме актуелни. Јас ќе се обидам да ве представам преку вашата позната биографија. Професорот доктор Ѓорѓи Филипов е патентен застапник, основач на Агенцијата за интелектуална собственост БЕРИН. Бил прв директор на Заводот за индустријска собственост на Македонија од неговото основање. Бил претседател на Сојузот на пронаоѓачите и авторите на техничките унапредувања на Македонија, член е на Меѓународната федерација на застапниците за интелектуална собственост, постојан претседавач на Светската организација за заштита на интелектуалната собственост, на меѓународни симпозиуми, автор на неколку книги, над 100 научни и стручни текстови. Професорот Филипов говори и пишува на македонски, англиски, германски, руски, бугарски, хрватски и на српски јазик. Секоја чест. Инновациите кои секојдневно се појавуваат низ нови производи, услуги, изгледи, функционалности и посебности се клучни за развојот на секоја компанија. И веднаш, да не губиме време, господине Филипов, колкава е заштитата на интелектуалната собственост во нашава држава Македонија. Победете. Благодарам за овој вовет, очигледно сте се подготвиле добро. Подготовката е основа за успешен разговор, се надевам, значи убеден сум дека и разговорот така ќе продолжи. Ќе почнам со една мала корекција, наместо преседавач, предавач. Затоа што не постои постојан преседавач на Светска организација интелектуална собственост, која што е специализирана агенција на Обединетите нации со седиште во Женева, во која што сме членки Република Македонија од 1993 година официјално, меѓутоа ни се води членството од 1991, значи од датумот кога е прогласена независна и самостојна Република Македонија од таа година. Интелектуалната собственост има две гранки, значи индустријската собственост, кај што спаѓаат патентите, трговските марки, индустријскиот дизајн, ознаките на географско потекло, лиценци, заштита на конкуренција, додека авторското право и сродните права се дела духовни, повеќе поврзани со творештвото, значи со сликарството, со уметноста, со изведувачките, со композиторството, изведувачките можности, дали се тоа виолинисти, пеачи, оперски пеачи. Во Република Македонија со самото осамостојување 92 е донесен тој закон за заштита на индустријска собственост и од тогаш државата почна да прима пријави, иако не постоеше тело што ќе ги администрира тие пријави на
пронајдоци кои што бараат да бидат заштитени со патенти или на знаци или зборови кои што треба да бидат заштитени како трговски марки, тогаш ги нарекувавме се уште жигови, и посебен облик на некое тело кое што треба да биде заштитено со индустријски дизајн. Се собира едно 24.000 такви пријави. 93-та сум именуван за директор на Заводот за индустријска сопственост Република Македонија. Крајот на ноември, од јануари почнавме да работиме и со тие предмети требаше да се снајдеме, што да правиме. Се уште беше тоа едно формирање од нула, меѓутоа веќе до крајот на 94-та голем дел од работите беа тотално средени и Македонија почна со една регуларна заштита на индустријската сопственост. Штета што уште во самиот момент не ги обединевме двете гранки, индустријската сопственост, значи патентите, трговските марки и индустријскиот дизајн со авторските и сродните права. Може би некои проблеми што денеска ги гледаме немаше да се појавуваат доколку наеднаш почнавме со тоа, меѓутоа и овој облик на заштита постои, ние го одбравме тој облик, така што можеме сега да кажеме дека во Македонија заштитата на индустријската сопственост е на едно прилично високо ниво, имајќи во предвид што се случува во околината, па и во цела Европа и особено во светот, во Југоисточна Азија и на Блискиот Исток и во некои земји на Јужна Америка. Значи, сметам дека заштитата е доволно добра, што го потврдуваат извештаите на Европската комисија, давајќи ни веќе 6 пати препораки за отпочнување на преговорите. Тоа е еден од условите, активна заштита на индустријската сопственост во земјата. Со авторските права малку оди потешко, бидејќи не постои тело, не е само кај нас, кое што врши примање и обработка на пријави, туку авторските права се штитат со самото појавување, иако постои одредба во законот и некои агенции, како што е нашата агенција, примаме, значи, авторски дела и ги чуваме во нашето депо и служиме како трета страна, како доказ во случај утре на спор, на злоупотреба или крадење на авторското право, авторот со тоа докажува дека постои сведок, значи доказ, дека тој е прв творец на тоа авторско дело. До сега некоја специјална жалба не сум слушал, посебни жалења, освен што музичарите често се жалат дека не гледат од тоа некоја добивка, не им се исплаќа редовно надоместоци, колку пати се пуштиле нивните песни, на кои радија, на кои телевизии се пуштиле и така натаму, бидејќи тоа штитење на музичките права е колективно, мислам ЗАМП се вика во Македонија, на кој што тие се обраќаат, така е уредено со законот. За други права исто така може да бидат колективни, меѓутоа не сум чул дека постои посебно евиденција на тие дела. Препорачувам не само на пронаѓачите, значи творците на индустријски дизајн или на индустриите што ги штитат своите марки како трговски марки, туку и на авторите да вршат депонирање на своите дела во агенциите. Тоа се минимални суми, некои кои што се плаќаат за 10 годишно чување на тоа дело и да можат и тие да кажат дека при злоупотреба имаат некаков доказ, агенција која што се бави исклучиво со тоа, на судот да имат доказ дека се тие први творци. По добивањето кандидатскиот статус, исто така согласно законот е формирање и координативно тело за борба против фалсификати и често вие можете да бидете сведоци на телевизија, барем еднаш на 2-3 месеци се објавува како се уништуваат пронајдени фалсификувани марки на патеки, на не знам, мириси, на ташни, на тренерки, она што може да се најде најчесто на пазарите, на дискови, на филмови. Редовно се покажува на светот, тоа малку некојаш изгледа грубо, луѓе прашуваат па зашто не се подарат тие некому. Не, во законите строго е кажано дека морат фалсификуваните работи да се уништат. Исто така царината почна со една многу добра активност. На самата царина се запленуваат некои дела. Царината има соработка со овие агенции, како што е нашата за заштита на индустријска сопственост и доколку е нешто сомнително не известува. Оној што ја води таа фирма, кој што е застапник во Македонија, оди, преговара со царината, разговара, се гледа и доколку постои индикација за злоупотреба, се покренува судска постапка и се запленува робата. Мислам дека прилично добро котираме на тој план во Република Македонија. Не значи дека е искоренето, да не се разбереме погрешно, не е искоренето ни во Америка. И јас би рекол дека за квалитативниот дел, имајќи во предвид целата околина, институцијата во која што се наоѓаме, сметам дека е добра заштитата, без разлика
што можам да бидам суетен па да речам јас 99-та престана да бидам директор, па сега не функционира. Од тој аспект сме ние инкорпорирани во законодавството и во обичаите на Европската унија. Radio Македонија. Глас од татковината. Еве јас како обичен смртник сум нашол некој пронедок и сега доаѓам кај вас. Која е вашата функција? Како вие ќе ме заштитите со тој пронедок да не биде злоупотребен? Како функционирате како фирма? Да. Пронајдокот е еден широк поим, за разлика од патентот. А за да стекне право, да имате право да сакате да го заштитите со патент, треба да има уште некои други две функции. Значи не треба да биде само унапредување техничко или само нов облик на некое тело. Треба да има една функција која што е апликативна во праксата, треба да има новост и треба да е резултат на творечка работа, да е ваше. Вие образложувате што е, ние сме должни, фала Богу, агенцијата Берин има најголем број на пријави поднесено на територија на Република Македонија и сме една од најголемите агенции во Југоисточна Европа со представништва во 11 други земји. Со вас разговара инженер, зависи од која област вие. Пронајдокот ние имаме фармацети, имаме електроинженери, имаме машински инженери, имаме архитекти. Разговара со вас таков инженер, слуша и ви ги образложува каков е патот на заштитата. Вие треба да поднесете пријава пред нашиот државен завод, ние ќе ви ја изготвиме пријавата, за да бидат слични и еднакво споредливи сите пријави во светот. Ќе дадете опис на решението, ако имате цртежи, ако немате, ние ќе ги заработиме, ако ни кажете што е. Отприлика тоа, ние се обврзуваме дека ја чуваме тајната, се подпишува договор дека вие ни давате право да ве застапуваме, тоа се вика полномошно застапување, и ние понатаму ги преземаме сите действија. Доколку сакате вашиот патент, односно, ако биде патент, вашата пријава да ја поднесеме само пред Патентниот завод на Македонија, ќе се поднесе на македонски јазик, за една година се чува, после една година се зема во обработка. Во светот постојат два системи. Кај нас е кој прв поднел во Европа, па и во останатите земји на светот, и во Америка е кој прв пронашол. За да немаме утре трошоци дополнителни за адвокати во цела Европа, и ние го освоивме тоа право и во Македонија, и во бившата земја беше така, во Југославија, ние кој прв поднал, зашто тоа е стварно вистинскиот доказ, кој прв поднал. Значи, застанавме кај тоа, една година се чува во Заводот за патенти, не се зема во обработка, зашто може би некој некаде нешто слично поднал. И затоа е важно и тие таму кај што поднал што се чува, па на крај кој ќе се публикува, се пишува тоа. После година дена се публикува абстрактот од вашето дело и се пишува кога е поднесено. Се чека некои 6 месеци, ако нема никој против тоа, дека некој поднал побрзо некаде, вие ќе имате право на тамошна постапка да добиете право на патент. Во Македонија, бидејќи е мала држава, до 9 години може да го добиете тоа право на база на нормални испитувања. Ако сакате да ви трае целосно 20 години, колку што таа е патентната заштита, ќе треба во некој завод што врши потполно испитување од Европа да донесете доказ за потполно испитување. Значи, и тогаш добивате патентна заштита од 20 години. Значи, марка не се патентира. Марка се пријавува и се регистрира. Нели ќе ставите ера. А покрај патент стои П, дека е патентирана. За сите права од индустријска собственост е многу важно дека се територијални. Вие треба внимателно да одберете, да му кажете на патентниот застапник за кои територии, за кои држави сакате да го штитите пронајдокот. Зашто што ќе штитите вие Apple најнова, да речеме, телекомуникацијска технологија во земја во која што нема ни електрофакултет? Зашто да фрлате пари? Нема никакви услови некој да ви го украде тоа. Исто и за марките. Иновација може да биде во секоја област. Иновација е веќе известен пронајдок или некое техничко напредување, решение што применето во пракса и веќе се наоѓа на пазар или во производство, или помага некаде, иако е незаштитено. Дори и вие можете да правите иновации во радио, нов прилот кон нешто. Патентот може да биде иновација. Ако е веќе патентирано, па да биде применета. Иновацијата не мора да биде патент. Често се уват и наши сонародници, сум имал средби и во Германија, и во Јапонија, дури имаш и од Јапонија што штитат права на патенти. Наши луѓе што се инженери во Јапонија, нема ги многу, ама тие што се таму се стварно квалитетни, кои што штитат своји права. И мисла да се вратат тука или нешто, па пред да отворат фирма или нешто, си го заштитуваат правото. Radio Македонија.
Глас от татковината. Еве ќе ја научиме не и ова специјална терминологија, новинарите за тоа се одцепо нешто и на крајот ништо. Не тука се исто со тоа бренд, па наеднаш све прекрстивте во бренд. Се ви е бренд веќе. А бренд нема закон за бренд. Јас лично тој термин бренд не го потребувам и чувствам така огромна алергија која ја слушнам. Агенцијата Берин ДО Скопје има возможува на своите клиенти целосна заштита, регистрација, грижа и остварување на нематеријалните права поврзани со нивните интелектуални креации. Господине Филипов, кои се најпознатите патенти, како што можев да видам објаснати како заштитени јавни права на пронаоѓачите, трговски марки како заштитени веродостојни производи, индустријски дизајни како заштитени изгледи на производи и авторски права како заштитени изворни идеи во нашава држава Македонија. Така. Во Македонија немаме направено проценки. Еднаш предложив, иако јас правам проценки на марки. Имам собствена метода, не сум ја публикувал, не ми зависи за избор во звања или не знам што. Меѓутоа, сите марки што се продале во Македонија, според проценката, се продале токму колку што сум ги проценил. Од бившо Агроимпекс, сите негови марки, до Гранд Кафе, до Југококта, сите тие марки се проценети од агенција Берин и договорите што се склучени токму според проценките. Тоа е фиктивна работа. Можеби Apple има 30-40 милиарди финансиски, ако додат економисти од, не знам, финансиско биро и ќе проценат колку згради, колку компјутери, колку ова, колку вакви права, колку такви права, колку патенти, ќе кажат 30 милиарди евра. Меѓутоа, имиджот, целата марка на пазар вреди, токму за тоа на берзите се кажува. Apple, гледате како скока на берзите. Имиджот расте за таа марка, не оти расте нешто во вредноста, како може една фирма која што денеска била 100 милиони, утре да биде 150, а ништо не се променило од физички аспект гледано. Истите згради, истите луѓе, истите машини, се е исто. Меѓутоа, имиджот, смислата, значи тоа е доверба кон таа и таа компанија. Значи, имиджот, довербата кон таа компанија расте и вреди толку пари. Значи, во Македонија, реков, немаме таква компанија која што вршала споредба на сите марки, па нашла која е најдобра. Од марките ние што ги штитиме, што сме застапници во свет, во кондиционерската индустрија најмногу имаме, значи Витаминка, Мак Прогрес, порано Агроплот, сега Свис Лион, нивните марки се меѓу највредните. Тука се да речеме Винчини, Стоби Флипс, Ресана, и уште во Лјубљана може да купите Ресана, да речеме. Тешко, или Стоби Флипс, тешко нешто друго да може да купите македонско, да го најдете во супермаркет. Јас реков, исклучувам, тоа е сега една, колку да спомнеме некои марки што јас мислам дека се вредни, за кои што сме имале спорови. И во Австралија, да речеме, за марки на Витаминка, за Атлантис, што продаваат доста. Исто за Мак Прогрес и во странски држави, пошто тие не штитат само во Македонија. Тие штитат во 30-40 држави каде што извезуваат. Тоа е исто скап бизнес, меѓутоа очигледно што го работат, им се исплати, зашто извезуваат и во Шведска, извезуваат и на Блиски Исток, извезуваат секаде. Ако не ви е заштитена марката, штом сте го развиле пазарот по 1-2 години, некој локален ви ја краде марката и вие сте вложиле толку пари во развој на пазарот, а сте го изгубиле. За патенти, она што стварно може и на научно ниво и на високотехничко ниво апликативно да се каже, би спомнал 3 на Микросам Текон, тоа се специјални машини за композитни материјали, за намотување, комбинирање, сечење, автоматско поставување на импрегнирани влакна, кои што композитни материјали се употребуваат после во авионска, во стелитска индустрија. Микросам е една од 4 фирми во свет што работат тоа. За среќа се толку свесни и сите нивни технички нови решенија пронајдоси се ги штитат со патенти. Второ е на една мала компанија ACDC се вика, ACDC, кој што имаат еден систем за пренапонска регулација, мислам добро го продаваат и тука и надвор, во случај на драстична промена на напонот во мрежата, како да се исклучи да не се оштетат уредите. Би спомнал еден патент од Кончар, се работи за една обработка со ролирање на контактни површини на котви јадра кај склопки, ниско напонски склопки се, како вредни патенти кои што многу носат и средства.
Не навлегуваме ние кај клиентите колку финансиски средства тоа им донело, ама штом ги одржуваат патентите, значи дека им се исплати и штом се осмелуваат да ги штитат надвор од Република Македонија. Кога се работи за индустријски дизајн, би спомнал една компанија, Завар Компани, која што прва почна да штити изглед, значи надворешен облик на тела радиатори. А за авторско дело е депонираното авторско дело фасадното обликување на стадионот Филип II. Тоа го работеше, мислам, Македонија проект, Љубиша Ѓорѓевиќ и други архитекти, меѓутоа свесни со депонирање на нивното авторско дело. Радио Македонија. Глас од татковината. Ајде малку да одиме на личен план. Може, нема проблем. Професорот доктор Ѓорѓе Филипов е редовен член на Европската академија на науки и уметности во класата на општествените науки, правото и економијата. Академијата е Европски форум на учени луѓе, која со незините 1500 членови работи врз истражувањето на важни европски теми на интердисциплинарен и транснационален карактер. Овие 1500 членови се поделени во 7 класи од филозофија преку техника до верата. Професоре Филипов, во што се состои вашиот новитет во пронаоѓањето? Јас се надевам дека ја погодив терминологијата за да го поставам прашање. Поведајте. Добро, Европската академија на науки и уметности со седиште во Салцбург, зашто има и некои други, бидејќи Европска унија, односно Европска комисија, уште не функционира како една држава, па да има една Европска академија за наука и да биде финансирана од Европска комисија. Постојат две што се нарекуваат вака, ова е во Салцбург, најстара, финансирана од австриската влада и од Европската комисија од комесарот за развој. Станав член 2013 година, нема таму номинирање, ниту има молби за академијата, туку тие ве наоѓаат од некаде, членството, сенат, разни тела и ве предлагаат. Така што е многу пријатно кога ќе се добие таква препорака, ви известуваат дека сте номинирани, дали се сложувате. Кој нема да се сложи, меѓутоа е така многу чудно, бидејќи ние сме навикнати кај нас за се да се конкурира, па да се бараат тела, кој ќе гласа за вас, кој нема да гласа за вас во наша академија, како е, па кој можел да предложи, кој не да предложи, па ќе собирате, не знам, ќе докажувате дела, вака ве номинираат. Те знаат, следат што сте работеле, иако за некои од класите имаат потреба, гледаат да биде малку тоа и географски дистрибуирано, драго име кој ќе има и од земите што не се членки на Европска унија. И тогаш, окей, се сложив, требаше уште некои административни потези да се направат. 2014 свечено една година поминува, после номинирањето вие сте член, ама доделувањето на дипломата е една година после тоа. Има, мислам, повеќе од 10 македонци што се таму, воглавном се академици од нашата, од МАНО. Класата моја е тој облик посебно на економија, бидејќи во последно време делувам во конкурентско, да го наречем, таа е една област специфична во која што сум го работел докторатот, конкурентско разузнавање. Значи, индустријската собственост како индикатор на технолошкиот развој. Се работи за еден модел на детерминација на технолошки развој врз основа на патентните пријави распоредени по класи, групи и подгрупи. Иако сум од техничка основно образование, ме ставија во таа област, бидејќи повеќе наликува на економија и мене ми е драго кога ќе добијам од некаде информација, некој магистрант или докторант правел тема, па користел мојата метода за истражување, па по 5 години му се испоставило дека методата му одговара на оно што се случува во пракса, бидејќи е во иднина, детерминација што ќе се случува во иднина. Пред тоа сум бил инженер вистински, значи 87 прва награда сум добил на Стопанска комора на Југославија, јас и еден друг инженер Цветковски Димитрија, за проектирање и изведба на автоматска линија за производство на одредени делови во индустрија на контактори. Таа линија и ден денеска работи во Раде Кончар. 88 13 ноемврска награда на град Скопје за еден голем проект. Од конкуренција италијански и германски компании, Загреб нам ни ја даде работата. За една година беше инсталирана линијата.
некои делови за електрични шпорети, ако имате раде кончар шпорет и ден-денеска се работат на таа линија. И по предлог на Советот, а тој е управен одбор за наградата 13 ноември, неколку инженери што работевме на линијата, директорот на ОЗТ-то и јас како раководител на проектот, директорот Србљак, Винко, Милосиев Диванец, Цветковски Димитрија, значи тимска работа во нашата област веќе нема поединци. Значи тука електроника, информатика, компјутерика, конструкција на алати, чисто машинство, технологија на заварување. Затоа кажувам дека ето тимска работа, Трајковски, Миле, Талеска, Светлана, Томе Димовски и Драган Милошевски, конструктор на алати, тие добивме таа награда. 13 ноемвриска ми е посебно драго. Некои од решенијата помогна во зависност од тоа колку се заштедило или колку фирмата добила со продажбата, добивавте поени, нели, се конкурираше тогаш за станови, така што станот што сум го добил базираше на таа 3-4 стана се такви доделени во Раде Кончар, еден е мој, после си го откупив. Секогаш, значи, постои се систем што всушност беше паралелен на системот на Siemens. Често одевме во Германија како практиканти и гледавме дека системот на награда беше скоро потполно ист. И негувавме исто тактика на Trade Secret, да не се патентира се, туку да се чува во компанијата, зашто тогаш компаниите уште не беа сигурни колку нештото ќе биде само нивно ако се патентира, бидејќи се беше општествено. Моделот мој, математичкиот модел, ми е исто тајна, не го публикувам во списанија, по 5 земји сум го продал до сега. Како софтвер, моделот уште не сум го кажал, математичкиот модел, него како софтвер. Зашто ако го кажете математичкиот модел, има такви сега експерти, има дечки нови, што ми е драго, што веднаш сето тоа ќе биде предефинирано, раздефинирано и